Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1 телевизија. Во него донесуваме. Утре регулаторите ќе соопштат дали ќе има промена на цената на нафтените деривати. Понудата на градскиот пазар ги задоволува потребите на граѓаните. Гостин во овој дневник е градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. По настаните на денот започнуваме веднаш. 7 мигранти минатата година на пругите во Вардарскиот регион ги загубија животите. Ке се зголемуваат ученичките и студентски стипендии. Новоотворениот медицински симулацијски центар денес започна со работа. Продолжува патишествието на мигрантите кои преку Македонија пробуваат да стигнат до земјите од Европската Унија. Најчесто доаѓаат од Сирија и Авганистан, кои ги напуштаат поради војната. Се почести се несреќите на македонските пруги по кои се движат бегалците. 7 го загубија животот на пругите во Вардарскиот регион минатата година. И покрај овој податок, бројот на мигранти во земјава продолжува да се зголемува. 7 мигранти изминатата година го загубија животот на пругите во Вардарскиот регион. Бегалците кои најчесто ја напуштаат Сирија или Авганистан во Македонија влегуваат преку Грција. Преку пругите го бараат патот кон Западна Европа. Се почести се несреќите кои завршуваат кобно за дел од мигрантите. И покрај нив, бројот на мигранти кои пробуваат преку Македонија да дојдат до Европската Унија не се намалува. Ние се враќаме повторно во Грција. Поминавме 10 дена патувајќи по територијата на Македонија, за да стигнеме до српската граница, но залудно е, не можеме да продолжиме понатаму. Најмногу проблеми имаме со македонската полиција. Во Грција пак, полицијата не ни прави голем проблем. Нашата цел е да стигнеме до Германија, Холандија, Канада или Лондон. Војната во Сирија е главна причина поради која мигрантите напуштаат својата татковина. Најчесто тие патуваат во група по 10. Повеќето од нив се студенти, но има и фамилиарни луѓе кои говорат англиски јазик. Мештаните по населените места околу пругите најчесто се обидуваат да им помогнат на бегалците, нудејќи им храна и хигиенски средства. Поминува си од пазарот за диќано и готово се збеа. Мина тоа до продавница кога отиде, не се пас се враќат назад. Дека одат, не знам. Продавницу купуju и иду по поле. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во изминатата година тројно се зголемил вкупниот број на мигранти во Македонија, дури 41.314 мигранти биле фатени од македонската полиција. Покрај пеш по пругите, групи на мигранти пробуваат да стасаат до целта и со возовите на македонски железници. Во воз патнички кој се обраќа на релација Гевгелија-Скопје, забележана е поголема група странски државјани се симнати од возот и за истото се известени регионалниот центар за гранични работи Југ, кои понатаму се надлежни да постапуваат. Последниот случај на згаснат живот на македонските пруги се случи минатата недела. 29 годишна нигерика го загуби животот на пруга во близина на Демиркапија. Општинските комисии за проценка на штети се на терен. Пресметуваат колкава штета претрпеа земјоделците по последните обилни врнежи од дожд. Конечните пресметки се очекуваат за 10 дена. Земјоделците можат да здивнат, иако процентот на осигурани посади е минимален. Владата најави дека 100% ќе ги обештети. За проценката на штетите, но и за многу други прашања разговаравме со Александар Панов, градоначалник на општина Кавадарци, кој беше гостин во студиото на К1 телевизија. Па не уште првиот пат кога имавме елементарни, односно излевање на речните корити и оштетување пред се на земјоделските површини. Комисиите излегоа на терен, не направивме некој попис поединечно по собственик, ги повикавме луѓето сами да си ја пријавуваат штетата во општина Кавадарци и тоа сето е сторено. Од страна на комисиите, бидејќи имаме две комисии поврзани со лозарството и винарството, меѓутоа и комисија за земјоделие, двете комисии испаднаа на терен, направија увид и на некој начин утврдија
отприлика процентуална штета како на лозовите, на овошните насади, меѓутоа и штета која што ние како локална самоуправа во делот на инфраструктурата ја имавме, а тоа е оштетувањето на кејот на реката Луда Мара, уништување на одредени бетонски подлоги на самото корито, меѓутоа и попуштање на многу потпорни ѕидови на еден потек кој што е нестабилен во самата општина, зашто и ние лично како локална самоуправа помогнавме со донирање на одредени средства кога се работеше за приватни потпорни ѕидови, меѓутоа и го зголемивме нашиот износ во делот на комуналната изградба да оние потпорни ѕидови кои што попуштија да повторно ги изградиме и да градиме нови затоа што ни се јавија неколку клизишта во градот. Кон крајот на дневникот ќе имате можност да го проследите целиот разговор кој колешката Дијана Иванова го водеше со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Граѓаните се задоволни од понудата на градскиот пазар. Истите се преполни со свеж зеленчук, овошје, граф, ориз и леќа. Според купувачите, цените на производите се повисоки, а тоа се должи на поплавите кои ја зафатија Македонија во изминатиот период. Продажбата на јајца е зголемена, но цената останува иста. Тезгите на градскиот пазар се преполни со свеж сезонски зеленчук, овошје, граф, ориз, леќа. Граѓаните се задоволни од понудата, но сепак сметаат дека цените се повисоки. За дел од граѓаните, покачувањето на цените на производите делумно се должи на поплавите кои ја зафатија Македонија во последниот период. Купувачите велат дека ги купуваат само најнеопходните производи. За прехрана, кромиче, лукче, кромпир, графче, ориз, тие работи што ни се нарачани од дома. Крставиците беа 60 денара, сега 75-80, марулите 40 денара, 30, покачено. Најнеопходното, зеленчук, овошје, што друго. Скапи, да ти кажам, за оваа немаштија, за овие пари што ги примаме, скапи. Марулат, кромиче, некој краставиче, се високи во однос на примањата на луѓето, да. Зголемена е продажбата на јајца, но цените остануваат исти како и претходно, без оглед на тоа што идната недела ќе се слави големиот христијански празник Великден. Кој секоја година побарувачка на јајца е зголемена. Цените се, како што гледам и со колегите, исти. Уопште не се покачени. Граѓаните барат нешто се поубаво, поевтино и поубаво. Од 1 до 15 има пазар, од 15 до 30 нема. За сега добро е. За сега добро е. Мислиме и уште подобро да биде. За продавачите на градскиот пазар условите се добри, но сметаат дека подобро би било доколку истиот биде затворен. Според најавите од локалната самоуправа, градскиот пазар во Велес наскоро треба да добие нов лик. Регулаторната комисија утре ќе соопшти дали ќе има промена на цената на нафтените деривати. Последната промена на цената се случи пред 2 седмици. Повеќе за ова Елица Радевска. Регулаторната комисија утре треба да одлучи за цените на горивата во земјава. Цената на американската лесна нафта поевтини за 52 центи и во моментов со неа се тргува по цена од $49,57. Северноморската нафта Брент пак поевтини за 50 центи и изнесува $56,60 за барел. Точно пред 2 седмици, регулаторната комисија ги промени цените и тоа цената на Евросупер БС-95 изнесува $67,50 по литар, а на Евросупер БС-98 изнесува $69,50 по литар. $53,50 за литар се продава дизелот. Дали ќе има евентуално поевтинување или пак поскапување, засега е непознато до утрешната одлука на регулаторната комисија за енергетика. Наскоро ќе започне реализација на проектот со кој старата железничка станица во археолошкиот локалитет Стоби ќе прерасне во музејски комплекс, во кој ќе биде сместен лапидариум и дел од пронајдените експонати. Планирано е проектот да се реализира во 2 фази. По завршувањето на истите, овој археолошки локалитет ќе добие нова содржина и нова понуда за гостите и посетителите. Железничка станица да се претвори во една прекрасна музејска поставка,
кафетерија исто така се планира за посетителите, како и сите овие пропратни функции кои што ги напоменав и уредување на самиот лапидариум, што ќе даде, се разбери, уште една можност поголема за сите оние посетители кои што доаѓаат овде да имаат и еден простор да седнат, нели, да се напијат по едно сокче, да се одморат, значи, од самата прошетка на самиот локалитет. Знаете дека во изминатиот период ја ставивме во функција сувенирницата, која што исто така ќе даде можности за посетителите да си купат по еден вреден сувенир од самиот локалитет Стоби. Меѓународен турнир во риболов Цветници по 7 пат се одржав на Велешкото езеро Младост. Рибари, надпреварувачи имаше од повеќе градови од Србија, Црнагора и од Македонија. Гостите од Србија и Црнагора велат дека езерото е погодно за одржување риболовни надпреварувања, бидејќи е богато со разни видови риба. На 7-миот куп најмногу риба уловија риболовците од клубот Пчиња од Куманово. Се одржа 7-миот меѓународен турнир во риболов Цветници на Велешкото езеро Младост. Рибари надпреварувачи имаше од повеќе градови од Србија, Црна Гора и од Македонија. Организаторите на овој куп, риболовното друштво Металург од Велес, велат за прв пат на овој надпревар рибарите ловат риба од чамци. Потребата од ваквиот начин на рибарење доаѓа од високиот водостој на езерото, со што условите за рибарење од брегот се неповолни. Мислам дека еден од појаките турнири што се организираат во Македонија. Имаме прекрасни услови на нашето Велешко езеро, добар пристап, богато е со риба, па мислам дека кој ќе биде подобар и ќе победи и по рибарски бистро. Велешкото езеро е богато со риба и има многу поволни услови за одржување на риболовни надпревари, велат гостите од Србија и Црна Гора. На традиционалниот меѓународен куп Цветници, голем дел од учесниците доаѓаат секоја година. Такмичење и шести пат кој како долазиме. Шесто надпреварување и 6 пат доаѓаме во Велес и во Македонија. Имате преубаво езеро, богато со риба и гледам дека риболовот во вашиот град во последните неколку години бележи напредок, а и се вложува во риболовот. Сите купови што ги одржуваат во Велес, тука сме ние секогаш. Доаѓаме за прв пат ова дисциплина сега ќе се деси во Велес со чамци и пецење. Овде во Велес доаѓаме по трет пат и очекуваме пред се дружење со македонските, црногорските и српските рибари. Риболовците од соседството велат дека надпреварувањето е во втор план. Според нив, многу е важно пријателството кое се стекнува на ваквите надпреварувања, а кој колку риба ќе улови е само среќа. Иако врне, сепак мислам дека сите ќе уловиме доволно риба, па нека победи најдобриот. Денеска ќе биде добро за ловење риба. Лоши се временските услови. Вчера влегов во езерото и забележав дека водата е многу ладна, па според тоа мислам дека нема да има многу уловена риба. Очекувам пред се дружење, тоа е главниот мотив за доаѓање овде, а ловењето риба е на второ место. Со оглед на тоа што врне, не очекувам да уловам многу риба. По 3-часовното ловење риба, најмногу риба уловија риболовците од клубот Пчиња од Куманово. На второ место заврши екипата организатор Металург од Велес, а трето место освои екипата на риболовното друштво Бабона, исто од Велес. Христијаните денеска го слават Цветници, а католиците Великден, зголемување за 10% на ученичките и студентските стипендии, најави председателот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски на Народниот собир во Тетово, а деми на средба со средношколците. Стартуваше ново отворениот медицински симулацијски центар. Следуваат настаните од Македонија. Христијаните денеска го слават Цветници, а католиците Великден. Празникот Цветници секогаш се слави во неделата пред Великден, затоа што тоа е денот кога го доживуваме Христовото славно влегување во Ерусалим, градот во кој по неколку дена тој ќе биде погубен. Празникот е наречен Цветници во чест на пречекувањето на Христос во Ерусалим, каде луѓето го посипувале патот со маслинови гранчиња. Католиците денеска го слават Воскресението Христово. Во Македонија, по повод католичкиот Великден, во католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје се одржа Великденска воскресна литургија. Зголемување за 10% на ученичките стипендии вчера на Народниот собир во Тетово, најави председателот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски.
Зголемувањето ќе се однесува на најталентираните ученици, талентирани спортисти, деца без родители, деца со посебни потреби, ученици од социјалните категории, ученици од угостителско-туристичката струка и ученици кои се деца на бранители. Студентските стипендии, како што рече Груевски, ќе се зголемат за студенти со висок успех на студиски програми по информатика, студенти од социјални категории, студенти од природно-математички, техничко-технолошки, биотехнички и медицинските науки, како и студенти кои се деца на бранители. Следната недела министерот за образование Абдулаки Мадеми ќе се сретне со средношколскиот пленум. Ова доаѓа откако учениците најавија дека од понеделник ќе ја бойкотираат наставата. Министерот најави дека ќе разговара со матурантите, иако според него голем дел од нивните барања беа исполнети. Односно, математиката не е задолжителен предмет во државната матура, освен за гимназијалците кои избрале природно-математичко подрачје. Останува да се дебатира за екстерното тестирање, кое во делот на учениците не е дефинирано. Според информациите од Министерството за образование и наука, екстерното тестирање ќе се унапредува и се уште не се знае дали оценките ќе бидат во свидетелствата, дали прашањата ќе се знаат однапред или 3 дена пред испитот. Медицинскиот симулацијски центар на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство денес започнува со работа. Од денес студентите, специјализантите, докторите и оние кои го полагаат државниот испит ќе можат да се обучуваат и да тренираат симулацијски вежби, изведени на манекени во животно загрозувачки ситуации. Целиот процес се снима и се наблюдува од страна на едукатор, кој што обсервира работата на кандидатот од друга просторија, а потоа врз основа на тоа што е преземено, го оценува кандидатот дали ги презел сите предвидени мерки или не, појасни министерот за здравство Никола Тодоров. Вежбите се од особена важност, бидејќи на кандидатите ќе има возможност стекнување на најразлични вештини, кои подоцна би ги примениле врз пациентите. Вредноста на опремата е во износ од околу 37 милиони денари, а едукатори во центарот ќе бидат доктори од клиниките во Скопје. Повеќе од 300 мигранти спасени кај брегот на Сицилија. Италијанските медиуми јавуваат дека меѓу нив имало и 14 деца и 5 бремени жени. 318 мигранти кои биле од Судан, Гана, Мали, Мароко, Сенегал, Индија и Тунис се спасени од екипажот на исландскиот брод на морнарницата, кој учествува во патролите на Европската унија на Медитеранот. Италијанската полиција идентификувала осумничени криумчари, државјани на Тунис. Вести од светот. Неколкудневните поројни дождови предизвикаа големи поплави во американската држава Кентаки, во кои 2 жени загинаа, соопштија локалните власти. Едната жена загинала откако автомобилот од надојдената вода и бил повлечен од патот и истуркан во реката, а другата загинала откако дрво паднало врз неа. Поради поплавите затворени се многу патишта и мостови, а спасувачите се обидуваат со чамци да дојдат до неколку изолирани куќи. Дождот е придружен од силен ветер кој корне дрвја и соборува електрични столбови. Неколку илјади домаќинства се без струја. Во пат на автобус во Амбис, длабок 100 метри во југозападна Кина, загина 21 човек. Во несреќата, која се случила во саботата доцна вечерта, кога автобусот излетел од планински пат и се урнал во исушено речно корито во покрајната Гуижу. Тешко повредени се уште 3 лица, пренесува државната агенција Синхуа. Досегашната истрага покажала дека возачот на автобусот скршнал на пат кој бил наменет исклучиво за помали возила. Со 22 загинати во автомобилските несреќи на 100.000 жители. Кина во февруари годинава го зазема 44-тото место според смртноста во сообраќајни несреќи од вкупно 193 земји. Папата Франциско денес им упати великденска порака на сите христијански верници. Според долгогодишната традиција, по завршувањето на мисата, папата им се обрати на верниците од балконот на базиликата Свети Петар, пренесува Мија. Во своето обраќање, тој повика на прекин на прогонот на христијани, оддавајќи почит на студентите убиени во масакрот на исламски екстремисти на Универзитетот Гариса во Кенија. Папата го поздрави нуклеарниот договор постигнат меѓу Иран и меѓународната заедница, оценувајќи го како можно светот да се направи побезбеден. Од друга страна, изрази длабока загриженост поради крвопролевањето во Либија, Јемен, Сирија, Ирак, Нигерија и други делови на Африка. Тој ја повика меѓународната заедница да реагира на хуманитарната трагедија во Сирија и Ирак и големиот број бегалци. Церемонијата заврши со негово поздравување со верниците на плоштадот.
Женскиот ракометен клуб Вардер стартуваше со победа во првиот полуфинален дуел против актуелниот европски првак Гер од Лигата на шампиони. Металург Вардер и Зомимак М со домашни победи во првата машка ракометна Суперлига. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Иче следната недела во Франција започнува со одбрана на титулата на Европското првенство во ридски патеки. Женскиот ракометен клуб Вардар во првиот полуфинален дуел од Лигата на шампионите против актуелниот европски шампион Гер блесна во најпотребниот момент. Избраничките на Индира Кастратовиќ сосема заслужено издвојуваа победа со помош на преполната сала во Јане Сандански и го декласираа првокот со резултат 24-18. Унгарките делуваа немоќно во Скопје и беа целосно прочитани од црвено-црните, па со 6 гола разлика ќе го пречекаат Вардар на домашен терен во вториот полуфинален дуел веќе следната сабота. Викендов се одиграа трите плейоф надпревари од првото коло во машката ракометна Суперлига, а домашните екипи ги однесоа трите поени од дуелите. Во автокоманда се одигра надпреварот во кој Металург дојде до победа со резултат 26-20 над Радовиш и ги освои првите бодови во тековното првенство на Македонија. Најубедливо беше во Скопје, каде Вардар го демолираше тимот на Прилеп, победувајќи го со 41-26, а третопласираниот Зомимак М убедливо го совлада Тинекс Пролет со 32-22. Игор Стефановски Иџе следниот викенд ќе започне со одбрана на шампионската титула во Европскиот шампионат на ридски патеки. Најдобриот македонски автомобилист на својата официјална страна го покажа својот Mitsubishi Lancer Evo, кој има нов дизајн за предстојната сезона која започнува на 10 и 11 април со трката Сен-Жан-Дугар во Франција. До Европскиот шампион стигнале 6 различни понуди да ја смени средината и да се испроба во надпреварување од повисок ранг, вклучувајќи и Формула 3, но во овој момент тој е одлучен дека е потребно да демонстрира квалитет и да се покаже дека е способен да го задржи врвот. Оваа одлука се чини најлогична за македонскиот возач, кој лани на 12 трки имаше 8 победи и 2 втори места. Серена Вилијамс со 8 титула на Мастерсот во Мајами и 66-ти трофеј во кариерата. Манасков е повторно херојот на Вецлар. Во победата на својот тим, Перо Антиќ придонесе со 9 поени над тимот од Бруклин. Меѓународен спорт. Најдобрата светска тенисерка Серена Вилијамс ја продолжи доминацијата во женскиот тенис, откако по 8 пати освои титулата на Мастерс турнирот во Мајами и ја посвети на својот татко. Овој пат во финалето незина жртва за само 56 минути беше шпанката Карла Суарес Наваро со резултат 6-2-6-0. Мечот започна мирно, двете тенисерки беа резервирани на стартот, а потоа следуваше вистинска експлозија од Вилијамс, која до крајот освои 10 гема и го освои финалето на турнирот. Серена во Флорида ја продолжи импресивната серија. Таа во 2015 година се уште нема пораст, има забележано 18 победи, а ова е низиниот 66-ти трофеј во кариерата. Македонското репрезентативно лево крило Дејан Манасков од надпревар во надпревар продолжува да импресионира со одличните игри во германската Бундеслига, со што станува клучен играч во својот нов тим Вецлар. Вчера повторно имаше улогата на херој, овој пат при победата на својот тим од 28-26 над Ерланген. Играчот беше повторно на висина на зарачата, постигнувајќи 7 погодоци од 10 обиди кон противничкиот гол, со што беше најефикасен во редовите на Вецлар. Покрај погодоците, Манасков имаше и 2 асистенции до своите соиграчи. На табелата тимот на Вецлар се наоѓа на 10-та позиција со 27 бодови. Атланта со Перо Антиќ продолжува со игрите топло-ладно, а вчера оствари убедлива победа и го декласираше тимот од Бруклин со 131-99. Антиќ мина 15 минути на паркетот, уфрлајќи 2 тројки од 3 обиди, со вкупна успешност од 5 упатени удари кон противничкиот кош. Македонскиот репрезентативец оствари еден офанзивен кош, по одлична асистенција на своите соиграчи и еден скок, со што се запиша во листата на стрелците со 9 поени, а беше и стандарден во одбраната на Хокси. Во наредниот меч тимот на Атланта ги пречекуваат Феникс Санс.
Во продолжение следува разговорот кој колешката Дијана Иванова го водеше со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Гостин во студиото на К1 телевизија е градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Добро дојдовте. Добро ве нашол. Со вас ова вечер ќе разговараме на неколку интересни теми кои што се значајни за кавадарчани, но се значајни и за регионот. Започнуваме со проблемот кој што го има земјоделците после трите поплави кои што се случи оваа година. Владата најави дека ќе бидат 100% обештетени. Дали општинските комисии се веќе на терен и дали се врши проценката? Па не уште првиот пат кога имавме елементарни, односно излевање на речните корити и оштетување пред се на земјоделските површини. Комисиите излегоа на терен, не направивме некој попис поединечно по собственик, ги повикавме луѓето сами да си ја пријавуваат штетата во општина Кавадарци и тоа сето е сторено. Од страна на комисиите, бидејќи имаме две комисии поврзани со лозарството и винарството, меѓутоа и комисија за земјоделие, двете комисии испаднаа на терен, направија увид и на некој начин утврдија отприлика процентуална штета како на лозовите, на овошните насади, меѓутоа и штета која што ние како локална самоуправа во делот на инфраструктурата ја имавме, а тоа е оштетувањето на кејот на реката Луда Мара, уништување на одредени бетонски подлоги на самото корито, меѓутоа и попуштање на многу потпорни ѕидови на еден потек кој што е нестабилен во самата општина, зашто и ние лично како локална самоуправа помогнавме со донирање на одредени средства кога се работеше за приватни потпорни ѕидови, меѓутоа и го зголемивме нашиот износ во делот на комуналната изградба да оние потпорни ѕидови кои што попуштија да повторно ги изградиме и да градиме нови затоа што ни се јавија неколку клизишта во градот. Господине Пановски, зашто земјоделците не ги осигураат посевите? Апелирате ли до нив? Имате постојано средби. Доколку беа осигурани, тие досега ќе добија обештетување? Па, од ваков вид на штеда не знам дали воопште може да се осигура, меѓутоа секоја година имам апел и од мене и од страна на ресорното министерство луѓето да ги осигуруваат нивните поседи. Меѓутоа тоа кога ќе се земе во процент е многу мал, дури поразителен процент и покрај големиот износ кој што државата го субвенционира. Имав и еден јавен повик и претходна и оваа година кога имавме град и претходните години кога имавме на еден локалитет 3 години нонстоп толчење од градот, а луѓето упорно не осигуруваат и потоа бараат помош од државата. И мислам дека државата тука не може многу да помогне, бидејќи веќе помогнала со тоа што 60% од трошоците за осигурување ги покрила самата таа. Јас еве по не знам кој пат уште еднаш би упатил еден апел до сите граѓани, не само од Тиквешијата, туку широм Република Македонија, да максимално се користи оваа мерка, бидејќи 60% учество, можеби и повеќе оваа година, не знам политиката, не е малку за да луѓето така го остават тоа како мерка. Кога станува збор за придвижувањето на економијата во Македонија, Кавадарци е пример. Од земјоделски регион веќе станувате индустријски. Најголемата странска инвестиција е токму во вашата општина со 4400 вработени. Како стоиме тука на план, има ли најави за нови инвестиции, како странски нормално, така и домашни? Па, според моите сознанија, последната бројка на Дрекселмајер е околу 4800 вработени, со најава дека еве овие денови, односно во почетокот на мај, ќе се вработат уште 500 луѓе. Претходно Кавадарци исто така беше на врвот на економскиот развој и пред Дрекселмајер, меѓутоа сега покрај Кавадарци гледате дека бенефит има и самиот регион. Во Кавадарци процентот на невработеност е можеби најмал во Република Македонија, меѓутоа ние не застануваме тука. Мој личен ангажман е да направиме максимални напори во постоечките индустријски зони, таму каде што имаме непродадено индустријско земјиште или земјиште на некоја компанија која што е во стечај, да помогнеме тој стечај што побрзо да заврши, да се стави тоа индустријско земјиште, тие хали и погони во функција и со тоа да имаме уште 1000 нови работни места. Тоа неодамна се случи со МИК Кавадарци, тој е продаден и колку што гледам еве веќе огласите за 20, 30, 50 луѓе, а и веќе 50 луѓе работат таму. Секојдневно има огласи за прием на нови луѓе.
се трудам заедно со заменик министерот на економија да што е можно побрзо се одвива постапката за ликвидација и продажба на Скок Трейд во Росоман. Тоа е во соседната општина, меѓутоа и кога работеше Скок Трейд 80% беа луѓе од Кавадарци. Не дека нам ни треба сега Скок Трейд, меѓутоа на стопанството на Република Македонија и на регионот му треба Скок Трейд за да се вработат дополнителни 200 до 250 нови луѓе. Исто така еве како пример и дека покрај странските инвестиции добро котираат и домашните инвестиции. Кожувчанка и Горска веќе ги имат изградено своите пивари. Кожувчанка пласира дневно над 5000 шишиња вода за Дрекселмајер. Успешно функционира германската инвестиција винарија Штефан Вајнери и уште многу други можеби поситни, помали инвестиции кои што вработуваат 10 на 20 луѓе, меѓутоа тоа кога би се собрало како целина е сигурно повторно уште 500 нови работни места кои што се отвараат тековно во општина Кавадарци. Секое ново отворено место е добредојдено за сите и за локалната самоуправа, но вие имате веќе и проблем. Детските градинки се преполни во Кавадарци. Како ќе го решавате овој проблем? Па, при крај сме со аплицирањето и со проектот пред Светска банка. Од Светска банка имаме ветување дека по завршувањето на проектот и со апликацијата ќе ни дозвола да кредитно се задолжиме во Светска банка и да го реализираме оној мој најавен проект кој што беше од врвен приоритет, а тоа е изградбата на детската градинка која што би примила уште 150 деца. Во моментот работиме да спремување на целокупната документација на детската градинка која што изградивме со сопствени средства во селото Ваташа, кој што е од помал капацитет од 50 до 60 деца и мислам дека за неполн месец ќе ја пуштиме неа во употреба и со изградбата на новата градинка со парите од Светска банка што би се случило почеток на ова и со завршување на почетокот на наредната година би на некој начин би го решиле оној проблем со место повеќе во градинка, меѓутоа не би го решиле и комплетно проблемот. На Кавадарци му треба во моментот уште една градинка од 150 деца за да во наредните 5 до 10 години бидеме мирни. Доколку одиме со овој напредок на економијата, на нови работни места, Кавадарци ќе има потреба уште од една нова градинка од 150, па и уште од една помала, која што планираме да се изгради во наредниот период во дворот на основното општинско училиште Тоди Хаџитефов и со тоа да го заокружиме проблемот со очекуваниот проблем со недостиг на место повеќе во една детска градинка. За целокупниот развој или за целокупното општествено живење значајна е инфраструктурата. Неодамна во Кавадарци беше пуштени 3,5 километарски или 3,5 километри делница од патот кој што го ја поврзува општината со излетничкото место Кожув или атрактивното место Кожув. До каде е овој проект? Кожув во зимскиот месеци е тешко проводен да се стигне? Па од Кавадарци ние фактички немаме пристап до ски центарот Кожув. Сега имаме една малку дискутабилна состојба во општина Кавадарци да имаме се добри патишта околу самата општина или околу градот, а да имаме лоша состојба на патната инфраструктура внатре во град. Така што ќе мораме покрај оваа година, што ќе бидеме фокусирани за самиот град да го изградиме влезот, да изградиме уште една нова улица, да го продолжиме оној тренд на смена на асфалтната маса на големите улици. Во моментот ги санираме и ударните дупки и да во наредните 2 години фокусот го ставиме на самиот град за да ја подобриме патната инфраструктура во самиот град. Инаку надвор од градот или конкретно за вашето прашање кон Витачево и кон ски центарот Кожув имаме една Швајцарија во мало. Патишта кои што се со врвен квалитет, со добра претходно и природна добра подлога, меѓутоа до таму докаде што беа во претходниот период и реконструирани во скоро цела должина. Ни останува овој потек кој што е мој личен ангажман, меѓутоа и ангажман на луѓето од селото Радња, кој што е прва дестинација на патот помеѓу селото Бохула, Радња до ски центарот Кожув, да во наредниот период успееме да го пробиеме тој пат и да ја скратиме неговата должина до селото Радња, да тампонираме и да го санираме на оние места кои што се непроходни
и долгорочно во тек од наредните 2 години да го пробиеме патот до ски центарот Кожув, зборувам за земјен тампониран пат, кој што ќе обезбеди пристап до ски центарот Кожув по земјен, односно тампониран пат. Бидејќи се работи за поголем потек од скоро 18 километри, не можеме да се надеваме, нити пак да планираме со сопствени финансии да го асфалтираме овој пат до ски центарот Кожув. Политиката на владата, јас лично ја знам, тие чекаат да ски центарот Кожув успее како инвестиција, бидејќи тешко им оди заради финансиски потешкоти и од кога ќе успее, од кога ќе стане атрактивна туристичка дестинација не само за Македонија, туку за Грција и за другите земји на Балканот, па и пошироко, тогаш да размислува Министерството за транспорт, односно владата, за изградба на пристапен пат преку Кавадарци, кој што патем речено е пристапен пат кој што е најдобар за сите граѓани на Република Македонија, за луѓето од Скопје, од Велес, од Битола, од Битола и од Прилеп, освен за оние од Гевгелија и Струмица кои што би оделе преку Гевгелија. Да, тие веќе имаат добра патна инфраструктура и според она што оттаму доаѓаат информации, се чести гости на Кожув. Јас ви благодарам за вашето гостување и се надевам дека со повеќе информации и со се она што ќе се случува во општина Кавадарци и околу Кавадарци, ќе ви имаме повторно во оваа студија. Благодарам и на вас, ви стојам на располагање секогаш. Денеска имавме променливо и облачно врнежливо време. Максималните температури достигнаа до 14 степен. Утре не очекува слично време. Минималните температури ќе се движат од 1 до 6, а максималните од 8 до 14 степени. Со оваа информација го завршуваме централниот дневник на К1 телевизија и благодариме на вниманието. Останете со програмата на К1. Пријатна вечер.